Во организација на Сојузот за училишни спортови од Кочани и на локалната самоуправа и годинава се одржа пролетниот крос. Манифестацијата продолжува да ја надградува традицијата откако беше возобновена пред 7 години. Вообичаено и овој пат најмасовно беше учеството на учениците од основните и средните училишта, а се вклучија и повозрастните членови на Сдруженијето на пензионери. Секоја година бројот на учесници изнесува меѓу 600 и 700, па слична масовност имаше и овој пат. Најголем дел од учесниците, односно повеќе од половината, беа најмладите од основните училишта, а останатите средношколци и други граѓани. Во трката на 60 метри за првоодделенците и второодделенците победија Кире Хазуров од Малина Попиванова и Матеја Илиева од основното училиште Свети Кирил и Методи. Најбрзи од третите и четвртите одделенија беа Мартин Атанасов од основното училиште Никола Карев и Илсада Алиова од Малина Попиванова. Кај 5 одделенците и 6 одделенците први на целта стигнаа Давид Костов од основното училиште Свети Кирил и Методи и Андреа Донева од Никола Карев. Симар Алиов и Сандра Карова од основното училиште Малина Попиванова победија во трките за 7 и 8 одделение, а кај 9 одделенците кои трчаа на 400 метри, најуспешни беа Виктор Паунов од Раде Кратовче и Андреа Стојчева од Никола Карев. Кај средношколците први на целта стигнаа Петар Марковски од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, Марија Коцева од Љупчо Сантов, Филип Ѓоргиевски од Гошо Викентиев и Јана Лазарева од Љупчо Сантов. Традиционално на кросот се надпреваруваа и ветераните, а првото место и годинава го освои Ѓорги Николов. Пролетниот крос се одржа на стадионот Никола Мантов, а намерата на организаторот е тој да стане традиционален. Како што беше нагласено, целта на манифестацијата е да се подобри спортскиот дух кај населението, а како придобивка е здравиот начин на живење, без оглед што тоа се прави на рекреативна основа.